Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што во ова видео ќе говориме за како тоа се поделени микроорганизмите во однос на нивната потреба за кислород. Значи кислород како О2 е важен за да биде како акцептор на електрони и на водородни иони во процесот на респирација, односно во процесот на создавање енергија. Значи и нас затоа ни е потребен кислородот, бидејќи например кај нас во митохондријалната мембрана до натрешноста се одвиваат процеси на респирација, каде што се создава енергија. Доаѓаат редуцирани фактори, например NADH. Има и други кои доаѓаат и исто така затоа и поминуваат ни се на постапка, каде што се добиваат водородни иони и се добиваат слободни електрони. И потребен е и кислород за да имаме нуспродукт на вода. И при се тоа, едноставно ќе се создаде и АТП, но понатаму ќе разгледуваме како е целосниот процес на клеточна респирација. Но затоа е потребен кислород. Ема не сите користат кислород во овој процес, значи може да користат некој друг елемент, значи не мора да биде кислород, може да биде сулфур, тоа што тие ќе бидат анаеробни, или пак воопшто да не го поминуваат овој процес на создавање енергија, него едноставно да идат по процес на ферментација. Ќе ги разгледуваме тие процеси понатаму, но сега важно е да кажеме зошто е воопшто потребен кислород и за нас и за микроорганизмите. Ево да го избришеме. Сега да ги разгледаме типовите кои се карактеризирани со различни искористувања на кислород и овие се доста важни термини да се запамтат. Значи бактериите кои се облигатни аероби мора да користат кислород. Значи кислород им е важен и ако нема присуство на кислород те не може да преживеат. Микроаерофили им е потребен кислород, ама во многу мали концентрации. Значи на овие им треба многу кислород, на овие им треба кислород, ама малку. Значи не треба многу кислород. Факултативни анаероби всушност значи дека тие се анаероби, значи добиваат енергија дали со ферментација или пак со некои некислородни акцептори на електрони, но ако има кислород во околината, тоа што може да го да живеат на него, значи можат и аеробно да прават енергија, што е повеќе енергија него што добиваат анаеробно, значи има повеќе енергија него анаеробниот начин, ама преферираат сепак да живеат анаеробно, бидејќи се наоѓаат во такви средини, таму немаат толку конкуренција. Аеротолерантни анаероби, тие се анаероби, ама не за нив кислородот во средината не е токсичен, барем не им смета. Значи може да има кислород во околината, нема да го користат, значи не го користат кислородот, ама не е токсичен. Значи не е токсичен. Токсичен. Значи го толерираат. Аеро, значи кислород, воздух, толерантни. Сега за последните, кој е спротивниот дел на спектрот, облигатните анаероби, значи тие добиваат енергија анаеробно, дали со ферментација или пак со некој некислороден акцептор на електрони. Сега кај нив, ако постои кислород во околината, тој е токсичен. Значи, токсичен е. Они не само што не го користат, него воопшто ако се наоѓа околу, за нив е тоа како смртна казна. Значи не може да има кислород каде што они се наоѓаат. Нели за разлика од аеротолерантните, кај што иако не го користат, може да се наоѓа кислород. Значи овие се основните типови на бактерии кои ги делиме спрема тоа како толерираат или како користат кислородот. Сега како би ги разделиле ако би ги ставиле во епрувети? Значи ја земеме епрувети, ни треба 1, 2, 3, 4, 5 епруветки. Ја земеме 5 епрувети, 1, 2, 3, 4, 5. И сега вие се наполнети со раствор, каде што кислородот е најголем на површината, значи има најмногу кислород, а како што идеме надоле,
концентрацијата на кислород паѓа. Бидејќи во долниот дел, да земам некоја вака темно сина боја. Значи во долниот дел има најмалку кислород, во горниот дел има најмногу кислород, а средината е така. Сега да видиме секој од овие видови на бактерии како би се развивале во овие епрувети. Значи облигатните аероби, бидејќи мора да има кислород, тие ќе се развиваат на површината од епруветата, значи таму ќе се јави развој на колонии, значи на површината на епруветата. Микроаерофилите ќе се наоѓаат некаде на средина. Значи потребен ми е кислород, ама не во големи концентрации. Бидејќи тука има кислород, ама не толку. Значи ќе се наоѓаат на средината. Факултативните анаероби ќе се наоѓаат низ целата епрувета на некој начин, ќе ги има најмногу на површината, бидејќи они иако се анаероби, кога има кислород, подобар им е метаболизмот, значи подобар растат, иако ги наоѓаме во анаеробни средини. Наредни се аеротолерантни анаероби. Овие исто ќе се наоѓаат на некој начин распределени низ целата површина. Најмногу ќе ги има нормално во долните слоеви, бидејќи сепак се анаероби, не им е потребен кислород, но може да живеат секаде. Бидејќи иако има на другите места кислород, они не го користат, така да ќе се развијат низ целата смеса прилично униформно. И облигатните анаероби ќе се наоѓаат само на долниот крај. Значи само ќе се наоѓаат на долниот крај, бидејќи нагоре на пример има кислород и не може да преживеат. Значи не само ќе се наоѓаат во анаеробните услови. Добро, тоа беше за ова видео. Се надевам дека научивте нешто, значи важно е да научите терминологијата. Кои се облигатни аероби, микроаерофили, факултативни, аеротолерантни и облигатни анаероби и што значат нели тие термини. Ќе се видиме во наредното видео.